Добро, да снимаме на клауд. Океј, значи зборуваме за управување со човековите движења. Една од поголемите теми кои што беше така се слушаме, само потврдете ми уште еднаш. Да. Да, Имате ли некое прашање пред си почнав јас со темата? Имате ли некое прашање од минатиот пат? За некој од минатите часови? Во врска со студентски прашања, некој прашање? Добро. Не штрекуваме, ние сме задоволни. Се, ако тоа ве интересира. Топ тема е, нели, штрекот. И точно и треба да има штрек. А родителите со децата нека се снајдат некако. Океј, значи, кога зборував за темите на во антропомоторика кои што влегуваат, кажав дека зборуваме за така три групи генерално. Едната се така малку поопшти теми кои што пробуваат интеракција да направат со други области, например, ете зборувавме за терминологија, антропогенеза, филогенеза, ќе се зборува некои апликации од овие теми што ги работиме. Втората поголема група на теми се моторички способности, зборувавме за флексибилност, координација и издржливост. И за уште други ќе зборуваме. И третава поголема, така, побитна тема е се моторичките навики или управување со човековите движења. Што се случува, како ние ги примаме движењата и нели, што низ кои процеси, фази би требало да препознаваме. Низ кои процеси и низ кои фази поминува едно движење, за да кога обучуваме некого, нели, да отприлика да знаеме со што се соочува клиентот, дечињата, за да може поефикасно да биде учењето. Сепак, нели, зборуваме за совладување на некои движења, присвојување на движење или учење на нови движења. И сега, постојат така генерално две теории. Едната теорија е поставена од Норберт Винер, Кибернетикс. Нели, кибернетика е наука која што зборува за управување на системите и за да се постави теоријата на учење на нови движења, ја користиме оваа теорија на Норберт, една од варијантите, на кои видите има и понова теорија, како се управува, како се присвојуваат движењата или како се учат. Зборувам теории бидејќи главниот процесорот во човекот или централниот нервен систем или мозокот, колку таму мозоци имаше по анатомија, мислам дека учевте, не се истражени во голема мера. Нели, кажувам, и науката тврди дека работи со нашите капацитети, мозокот дека може да работи со неколку проценти од она што е како капацитет. И затоа велам дека се поставуваат теории кои што, нели, преку истражувања би се докажале. Сега некои работи се докажуваат, некои не успеваат и сепак се на ниво на теории како се усовршуваат новите движења или како се формираат новите движења и што е тоа што управува. И токму затоа една од теориите е ова преку кибернетиката. Кибернетика, самиот збор е асоцира на кормило, значи нешто што управува. И сега може да видите дека, нели, ние генерално имаме систем што управува според оваа теорија, ако гледаме, тоа е системот кој што, се извинам, централниот нервен систем, оној дел од телото кој што дава насоки и задачи. Па имаме управуван систем, конкретно кај нас управуван систем кој ги врши движењата на екстремитетите, например, и на целото тело. Тоа е систем на лостови, кој што се придвижува преку мускулна контракција. Значи, доколку нема мускулна контракција, системот на зглобови и на лостови не може да се придвижи. Што значи, така, може да кажеме дека управуван систем е се мускулите. И сега, системот што управува, нели, како што кажува шемата, ајде ќе ја објаснам, задава задача преку некоја директна врска,
до управуваниот систем извршува некоја задача и потоа системот што управува или централниот нервен систем може да види дали е добро извршена задачата или не. Значи тоа е онаа корекција што работевме кај јаженцата, нели, па некои работи со едно подскокнување, едно свртување, доколку така беше задачата, а некој работеше на пример со едно свртување, две подскокнувања и сега дел од вас кои што пробува така, не на погрешен начин, ама не ја извршува задачата, кога ќе им кажеме ние како наставници, случај не е ова вака, еден вид на повратна врска и тоа, втората повратна врска или првата можеби било е дека човекот сам може да примети што се случува, но во секој случај под повратна врска подразбираме дека центарот што управува добива некој фидбек за мускулите, за движењето и за задачата која што требала да се изврши, затоа се нарекува и повратна врска. Само да видам, добро, два органски система кои што управуваат нервен ендокрин систем. Океј. Професор, се извинувам. Ајде. Немате споделено скриншер, ништо не гледам. Браво. Супер, фала на информација. Требаше и порано, но добри сме. За ова зборував. Значи, Норберт Винер, основоположник на кибернетика, како се управуваат системите, имаме систем кој што управува, има директна врска, управуван систем и некоја повратна врска, ги објаснив претходно, чисто шематски да видите што се случува. Фала за информација уште еднаш. Например, оваа корекција која што ја зборувавме преку повратна врска може да биде на кортикално ниво, значи на ниво на свест, да сме свесни за нејзе или едноставно да не сме свесни. Па, еве, додека зборувам јас, може да пробате да станете на една нога, на прстите од стопалото и што се случува? Губите рамнотежа, така? Доколку пробаш да задржиш подолго, нели ќе треба телото, всушност системот, човек да се соочи со земјината тежа и со лостот, сега сме ние некој лост кој што има многу мала потпора и се на земјината тежа ја нарушува стабилноста на системот и сака да го нивелира човекот, значи да го спушти тежиштето, центарот на тежиштето го спушти до потпорната точка многу блиску долу. Ова се работи по физика што ги учевме. И сега за ова сме ние свесни доколку стоите на една нога, особено на прстите на предниот дел од стопалото, на едно стопало, на една нога. Но доколку само застанете на двете нозе, тогаш може да видите дека е многу поедноставно, вие не мора да размислувате дали треба да одржувате рамнотежа или не. И сега, ова е веќе на субкортикално ниво, научено движење. Ние, додека сме биле мали, не сме знаеле да стоиме, но сме научиле да стоиме. Кога ќе научиме да стоиме, ова е само еден пример, кога ќе научиме да стоиме, тогаш нас не ни треба свеста во одлучувањето и во повратната врска, во управувањето на движењето, да не држи, сами да се држиме исправени. Кога стоиме, конкретно на двете нозе, и сме исправени, сега на оваа возраст, колку сте од прилика 20 на години, вие не размислувате за движењето, но сепак постои систем кој што управува, постои управуван систем, постои директна врска помеѓу тие системи и повратна врска. Например, луѓе кои што имаат се под дејство на некои психотропни стимуланси или имаат проблем со вестибулаторен систем, ке нив повратната врска за тоа дали се го исправена состојба или не е многу потешка, значи не може да направат заради некоја надворешна или внатрешна проблемче, не може да направат таква сезмерна корекција и тогаш може да видиме дека иако движењето е научено, сепак таа повратна врска е на некој начин прекината или отежната, еве ќе вратам уште еднаш, и тогаш е многу потешко, едноставно не функционира овој систем. Значи, управуваниот систем, централно нервниот систем најверојатно задава задача,
да се одржува системот прав, по исправена состојба. Управуваниот систем можеби пробува, можеби не, значи едниот проблем е можеби ке директната врска, вториот проблем може да е ке повратната врска, затоа што не може централниот нервен систем да добие информација дали човекот е наведнат во една насока, па да го искоригира, да каже еј чекај ќе паднеш, да ја направи мускулна контракција или направи еден исчекор напред, назад, на страна, било каде за да ја задржи положбата. И сега ова пробав ете сликовите да објаснам на што се однесува кога зборуваме за сензорна корекција. Бернштайн многу супер има објаснато како примерче и баш на ова се однесува дека нели можеме да бидеме свесни за движењата, но можеме да бидеме и несвесни за движењата, а сепак да постои, само да уклучам батерија, можеме да бидеме некогаш сме и несвесни за движењата кои што ги изведуваме или во кои што се наоѓаме. Зошто? Затоа што тие се веќе научени, но сепак иако стоиме, не значи дека не се задаваат команди кон мускулите за да има тонус и за да има одржување на таа положба која што сме одбрале. Нели, секогаш постои некој што управува и некој што е управуван систем. Значи, по оваа теорија на кибернетика, што нели, има логика. На овој начин функционираат и компјутерите, има другите машини, имате систем кој што управува, систем кој што извршува задача и така натаму. Што се случува на ниво на нели кај човекот? Уште еднаш овој кибернетски модел, значи имаме мозок кој што задава преку надолни или еферентни врски, тоа се нерви, значи преку моторните нерви, нека биде, задава некоја информација до мускулите и тие се контрахираат и извршуваат некое движење. За да провери мозокот дали централниот нервен систем или бойлерот или управувачот, за да провери дали е добро изведеното движењето преку сензорните нерви назад, се праќаат информации до мозокот, се обработуваат и вика, да, не е добро движењето, чекај уште еднаш ќе дадам поточна задача што треба да се изврши. Значи, ова се одвива во многу кратки делови од секунда, ние малтене не сме свесни за овие работи, но убаво е да знаете, најверојатно и знаете, за некој повторување, чисто да имате информација што се случува кога се изведува едно вакво, било кое движење кога се изведува и како функционира целиот овој систем. Дали има некој прашање до тука? Океј, ќе сметам дека нема. Еднаш го спомена Бернштайн, руски научник, истражувач, автор на многу теории и поставувач, основоположник всушност на некои теории, особено поврзани со психологијата, моторика поврзана со психологија. И тој вели кога има некои книгички може да се најдат на Google Scholar, исто така Бернштайн, ако чукате ќе видите дека ќе се појават. Бернштайн живеел во периодот 1920-30 година, значи до после Втора светска војна мислам дека живеел, така да ако излегува дека има трудови понови, тогаш не е тој Бернштайн, ми се појавуваат уште некои со слично име. Но интересни работи задава и поставува како концепти. Па, например, вели дека, само да видам од кај сме, вели дека при формирање на движењето постојат некои 4 нивоа. Ќе видиме една друга поделба, исто вели дека постојат 4 фази. И ова ви е прашање за неиспит. Например, кои нивоа Бернштайн ги кажува дека треба да се помине за да се формира едно движење. Или ќе видите понатаму кои фази треба да се поминат. Па вели ниво на рефлекс. Значи, тука имаме само одржување на телото тонично, премногу мускулатура се вклучува во движењата. Вели дека постои синергија во второто ниво, каде што секој скока на некој свој начин со јаженце. Или некој, кога ги врти рацете, му се малку пошироко, секој вложува некој свој личен стил во ова ниво на синергија. Но сепак, тоа се некои стабилни шаблони, може да подскокнувате, човекот, клиентите или дечињата подскокнуваат, знаат да подскокнуваат, тоа е некој ниво на синергија низ кој што поминуваат.
Ниво на просторно поле вели дека ги обединува сигналите од полето кои што се примаат преку сетилата. Значи, се прилагодува кон средината. Пробуваш да изведуваш движење со некоја друга задача, дава поголем квалитет и поголема економија при изведување на движењата. Значи, тоа е трето ниво, Бернштайн кој што го кажува при совладување на движењата, при формирање на моторичките навики. Тоа се моторички навики, се совладани движења веќе. Но исто така под број 4 вели дека постои ниво на акција каде што, на пример, не го користиме веќе јаженцето и подскокнувањето на јаженце за да покажеме дека знаеме да подскокнуваме, туку го користиме јаженцето, на пример, за да учествуваме во трка со јаженца. Па, на пример, треба да поминеш одреден полигон додека го вртите јаженцето на начин на кој што е зададен. На пример, дечињата чашата претходно, за да мало детенце за да ја дофати чашата, има проблем. Едноставно треба да го научи движењето и да се исконтролираат мускулните контракции, за да може да се зададат добри мускулни контракции за да ја погоди чашата. Па најчесто дечиња, на пример, се случува да ја промашуваат чашата додека оди со раката кон нејзе. Но тоа тие движења кои ќе се научат, понатаму ние чашата не ја фаќаме за да ја фатиме прецизно, туку ја користиме како објект за да се напиеме вода. Значи, иако движењето е веќе научено. Така да, ете ги тие 4 нивоа за кои што Бернштайн зборува, дека постои ниво на рефлекс, значи одржување, чисто пробува да прави некој движење, но не е баш како што треба. Синергија, дека се вклучуваат, веќе го знае движењето, има некој свој личен стил за изведува на движењето, ниво на просторно поле каде што може да манипулира со тоа движење со задавање на екстра задачи и ниво на акција со објекти каде што вели дека објектот го користи прагматично, во функција на нешто. Не е чисто, значи не го учи движењето за да го дофати објектот, туку објектот го користи за некоја функција. Тоа се веќе погорни нивоа, но се темелот на база на претходно научените движења. Па, на пример, еве ви едно интересно движење кој што се среќава кај племево Заоули, и ова е во обала Ivory Coast, како ќе ја преведеме државата, обала слановаче на српски, обала на слановите. Само да видам, не сум го отворил одамна, да. Може да приметите каков, ова се традиционални танцови и како е одвоен горниот дел од телото со долниот дел од телото. Може да приметите движењата кои што ги прави, нели, овој танцувач, танчер, и која е контролата на движењата која што може да ја изведе. Нели, долниот дел од телото е буквално во движење, горниот дел од телото како да е статичен, не помрднува, иако се работи за едно тело. Сакам да кажам за контрола на движењата, научени движења, кои што во овој дел, морам само да го исклучам, кои што во овој контекст, покрај тоа што е научено движењето, но го става во функција, во нешто. Значи, он прави уметничка инсталација, не инсталација, туку творба со движењата кои што ги има претходно научено. Но интересно е како контрола, како презентација на еден вид на контрола, нели, контрола постои во гимнастика, постои во многу други спортови. Што се случува во едно вакво природно движење кое што е поврзано туку е поврзано со уметност. Океј, да не должам за овој дел. Што се случува кога треба да научиме некое движење? Значи, приметувате сега ги спојувам двете работи секогаш кога зборувам за учење на нови движења, не можам да не споменам управување со движењата, затоа што
нели, ја мора да направиме управување некакво, за да зададеме некоја задача или некоја програма да се зададе, тоа е некој вид на управување за да може да се изреализира движењето. И сега или да се формира новото движење. Што ни е потребно? Многу едноставно, значи треба да имаме некој план. Треба да подготвиме некоја програма, конкретно што ќе работиме и да се изведе движењето и понатаму да направиме некоја сензорна корекција или да видиме дали е добро изведено или не. Тоа е исто како кога се спремате да одите на пазар, било што да пазарувате, доколку отидете хаотично, тогаш ќе купите се и се што, може би и ништо на крајот. Доколку направите план за движењето, план за пазарот и што се треба да испазарите, тогаш најверојатно ќе се држите до тоа што нели треба да го би било план да го купите. Во овој контекст ние пробувавме да направиме и во сала, тие што не беа може да ги отворат видеата, дека на пример кога доаѓаше ново движење, кога презентирав ново движење со јаженце, како ви кажував, не пробувај веднаш. Ние сакаме и веднаш ќе пробаме кому иде, нели, таа девиза. АПП, ако прочиче. Не, треба да направам план, да знам барем на почетокот што се случува, за да дали јаженцето треба да го подскокнам 2 пати, дали треба да го подскокнам еднаш, ама 2 пати да допрам со стопалата, значи на подот. Тоа е тој план кој што треба да го имам претходно. И затоа кога се зборуваме за управување на движење, убаво е, нели, ако задавате особено комплексна задача некоја, чекај, застани, не брзај, пробај направи план, направи некаква програма и потоа можеш да го пробаш движењето. И сега, како што кажав и на првиот слайд, може да приметите за некои едноставни движења колку е временски потребно за да направите план, некогаш делови од секунда. Например, реакција на голман во игра. Делови од секунда се тоа е 0,2 секунди, 0,1 секунда отприлика голманите имаат добра реакција. Тој треба да ја процени топката каде оди, антиципација да направи програма и да изведе прецизно движење. Значи, овие процеси во телото се одвиваат многу брзо, иако сега ние кажуваме застани, чекај која е целта, дали имаш информација доволна за вртењето на јаженцето, па чекај сега ќе спремам програма и така натаму, но за работи кои што се научени, ова оди многу брзо. За работи кои што не се научени, точно треба да го, како работевме, да го ставите во бавен мод на движење филмот, за да може да ги изанализирате сите аспекти и да го направите движењето што поефикасно да биде. Убаво е да им дадете и на дечиња да пробуваат од прва. Ако не се снајдат, тогаш пристапувате на методски ваков пристап, каде што има елементи од дидактика, за да знаете, па пробај ова, пробај некоја предвежба и слично, за да може да го изведе движењето супер. Ако ви текнува, тие што работевме, например, по свртување на јаженце со вкрстување на рацете. Па некои од вас не можеа да поминат низ јаженцето со вкрстени раце, па ги наоѓавме причините кои што беа. Значи, тука го застануваме филмот, чекај, анализираме, па дадов некоја предвежба, дека пробај само да од позади јаженцето да дојде напред и само да го поминеш, доволно е, не мора да го вртиш повторно назад. Значи, клучните моменти да се запазат при оформување на едно движење. И како што споменав, кога ќе поставиме добар еден систем за управување, сакали не, тој ќе се постави, затоа што ние сме динамичен систем е човекот и тој пробува да се адаптира спрема условите. И кога ќе пробате да изведете некое движење ново, и нормално, ако го изведувате и понатаму, тогаш тоа движење преминува во автоматизирано движење. Не мора да размислувате понатаму за него, како што беше, нели, 4-тото ниво на Бернштайн, може би и 3-тото тука негде, и велиме дека движењето е моторичка навика. Значи, испитно прашање. Што представува моторичка навика? Само потврдете ми дали се слушам. Да. Ке ве праша некој што представува моторичка навика. Моторичка навика представува движење, не ве пробам да ги извртам зборовите од слайдов. Представува движење и, нели, да се отскокнувам од
да го извртам слайдов, но сепак да си најдам во глава мое разбирање што значи моторичка навика. Не на памет. Моторичка навика за мене представува добро усовршено движење доведено до степен на автоматизација. Точка. Имате за ова прашање 10. Ако го разбирате, се доаѓа понатаму други прашања. Например, низ кои фази поминува движењето за да стасе до моторичка навика. Трето прашање, дали размислувате за движењето доколку движењето може сме го декларирале за добро усовршено движење и тоа е веќе навикнато движење или го декларираме како моторичка навика. Не размислуваме. Тоа на субкортикално ниво се изведува, значи може да ги пробувавме во сала да ги вртиме рацете во обратна насока. Да. Дали ме гледате, може да пробам уште еднаш. Например, ово ако ме гледате сега, може на пин да ме ставите за да гледате поубаво, рацете се движат во истата насока. Но ако пробам да ги завртам во другата страна, тогаш ова е веќе некое ново движење. И сега, ако јас го знам движењето, тогаш можам да кажам дека моето име е Владимир Оксановиќ, работам на факултет, телефонскиот број 075382926. Ако немате добра причина, не се јавувајте и така натаму, нели? А ако не го знам движењето, тогаш не може да размислувам на други активности, туку мора да биде фокусирана акцијата на движењето. А тука може тие што не знаат, ако сега некој сака да проба, се надевам дека не спиете, тогаш ако пробате ќе видите дека некој ако ви го одземе вниманието со некој прашање, вие не можете да продолжите да го работите движењето. Зошто? Затоа што не е формирано како моторичка навика. Во моментот кога ќе се формира како моторичка навика, тогаш апсолутно може да правите и друга активност. Зошто? Затоа што движењето веќе нема потреба од свесна акција на ниво на централниот нервен систем, нели? Не сме свесни за движењето. Тоа е некаде запишано и се изведува, но едноставно нема потреба од вклучување на свеста за да може да се изреализира тоа движење. Значи, моторичка навика што представува? Добро усовршено движење до ниво на автоматизација, автоматизиран процес, знаете што значи дека се одвива сам. Може да дадете дека се вклучува или не се вклучува свеста, значи не е вклучена свеста, се одвива на субкортикално ниво и така натаму. Секогаш ова тасот горе објаснува дека ние пробуваме секогаш да ги избалансираме капацитетите и оптоварувањата. Кога ќе дадеме поголемо оптоварување, тогаш не се намалуваат капацитетите, но со усовршување на движењата ние пробуваме да се доведеме повторно до некоја хомеостазна состојба. Ја споменав минатиот пат, не нирвана, туку хомеостазна состојба каде што функционираме така прилично нормално со некој базален метаболизам и сме се адаптирале на движењето. И усовршувањето на новите движења и формирање на моторичка навика е исто адаптирање на задачите кои што дошле. Сме ги адаптирале задачите и знаеме да возиме велосипед. Велосипедот него земам за да го возам, за да учам секогаш, туку ја го користам, сите ние го користиме како превозно средство, за да отидеш некаде. И можеш да застанеш, да возиш со една рака, да возиш без раце и слично. Тоа се дополнителни движења на едно тркало и така натаму, но го користиме за манипулација, манипулираме како објект, не за да учиме. Зошто? Можеме така да го користиме, затоа што веќе е научено движењето. Уште еднаш подготвителна фаза на реализација, оценувачка, бараме некаков резултат. Еве уште едно испитно прашање, што низ кои фази поминува движењето, така препознатливи фази, нема оштри граници, како што и анаеробниот прак нема оштра граница, но сепак се препознаваат некои фази при учење, изучување на некое ново движење. Кај некои движења, некои фази не се препознаваат, зависно од степенот на сложеност на тоа движење. Кај некои движења се препознаваат. И сега прва фаза вели имаме некоја фаза на генерализација. Таа фаза може да
не знам колку приметивте, ете ја женцето кој го користам, тие што знаат добро да подскокнуваат, имаат моќ, имаат време да уклучат свест па да видат и другите како вклучуваат, како изведуваат движење. Па на пример тие што прв пат се соочуваат со некое движење, ке нив движењата се груби, нема финост. Луѓето вклучуваат многу голема мускулатура. Зошто? Затоа што централниот нервен систем пробува да прати многу задачи до скоро сите мускули кои што се вклучуваат, а најчесто пробува да ги, значи да го активира, да го спреми телото да изведе, да биде во некоја активна состојба каде што ќе треба да го реши движењето, ама на тој начин се вклучуваат огромен број на мускули, значи патуваат огромен број на електрични импулси, низ нервите се активираат голем број на мускули и движењата не се прецизни. Тоа е таа фаза на генерализација, кога зборуваме за некоја фаза. Нормално, ако не се прецизни, тогаш најверојатно задачата не се извршува како што треба или се извршува, ама тоа не е тоа, треба да се направи тюнинг или подесување, некој вид. Тоа се прави со фино подесување, штелување, а тоа е преку фидбек давање, преку само фидбек и слично. Следна фаза вели, фаза број 2, концентрација. Да, веќе движењето е попрецизно, знаеме да го изведуваме, ние можеме да го изведеме целото движење, не мора да застануваме во фаза. Повторно нема финост во движењата. Погруби се движењата, вклучуваме мускулатура, значи целта е кога возиме велосипед да потрошиме што помалку, нели, кон патот на кај работа или на кај факултет да потрошиме што помалку енергија, а не да вклучиме целата мускулатура за едно возење на велосипед од 10 на 15 минути. И така, кога се учат движењата, се поминуваат овие, или се релаксира тој набој на електричен набој кој што се праќа од централниот нервен систем кон мускулите. Втората фаза, реков, концентрација, малку подобра изведба и слично, стабилизација, да, веќе го изведуваме движењето како што треба. Прецизно е. Но, например, ако некој ве праша како се викате, ќе подзастанам, не можам да го изведам како што треба и слично, значи стабилизирано е движењето, но треба да дојде следната фаза која што се нарекува фаза на автоматизација. Таа фаза ја објаснив и нели во дефиницијата за моторички навики, движењето е автоматизирано и на тој начин велиме дека моторичката навика е научено движење и се записал некој енграм во централниот нервен систем. Ова е теорија. Значи, ова е теорија дека постои запис на енграм. И сега, што е енграм? Да. Невронски врски, кои што се оформуваат кога се учат нови движења. Например, може да замислите дека некој пат го одите по темница и не е осветлен. И вие учите да го одите по темница. Но со текот на времето некој ставил канделабри и тој пат е осветлен. И сега вие веќе знаете каде се движите. Но канделабрите една со друга се споени со некои жици, кабли. На сличен начин оваа теорија, пробува да каже дека се формираат вакви невронски врски помеѓу невроните и се акумулираат како еден вид на меморија, кој што во мозокот основа енграми. И сега, уште едно што се енграми, ова е извадок од еден филм, кој што документарец, стар филм, се вика What the Bleep Do We Know? Значи, да не го употребим наместо тој безобразниот збор, употребува збор блип, значи што всушност ние знаеме за себе и пробува да објасни. Постојат многу вакви документарни филмови, но е го извадена е шемата само заради поставување на нервонската врска и како ние ги меморираме преку оваа теорија, како ги меморираме концептите за љубов, за формирање нови движења, за емоции, дека тоа се меморирани некои записи во мозокот. Брзо оди титлот долу, но едноставно проверете сликата како се осветлуваат патиштата кои што, ете го, осветлен е патот кој што треба да направи запис или кој што сме го оформувале, нели?
слично е за идеите, слично е за мислите и за се она што ние размислуваме. Се основаат многу вакви невронски патишта и се задаваат врски кои што понатаму ги користиме за апгрейд на други информации. Се јас не би едноставно сакав да видите визуелно како науката го представува овој момент, значи енграм поврзани невронски врски кои што акумулираат некоја меморија или кои што имаат запис некој пат кој што нас ни врши за да може да се да го запишеме во меморија она што е научено. Сега дали постои тоа меморија или тука е малку апстрактна темата и не би навлегувал далеко. Дали е тоа како USB меморија или едноставно се воспоставуваат само некои врски кои што се повикуваат и се така на поапстрактно ниво. Тоа мислам дека и науката не може сега детално да го каже, но на некој начин пробува да го изведе. Јас само ќе морам нешто да видам дали имам еден слайд тука, што мислам дека ќе ми треба. Да, најверојатно го немам слайдот. И само нешто да изведам. Беше добра фотка, не знам кај ми киднала, изгледа дека не е во ова предавање, каде што се споредува, ева каде видиме, не морам monkeys, него babies and elders. Да, ова го барам. Супер. Може да... Ова е... Во анатомија не влегуваме. Значи, што се случува со... така гледате, нели? Што се случува со концентрацијата на невронски врски во мозокот по раѓање, по 1 месец, по 3 месеци, по 24 месеци. Значи, ова, иако нели делува апстрактно, но ова е момент на учење. Значи, ние кога се раѓаме, дечињата велиме се сунгери и они најмногу примаат. И понатаму, при основање на ваквите врски, еве на 24 месеца гледате какви врски има, тоа е веќе сплет од вакви невронски врски кои што една на друга си помагаат или не и така натаму, во секој случај се осветлени патиштата за кои што зборува, се воспоставени некои енграмски врски, енграм. Значи енграм врска, невронска врска. Ама за да стаса до тука, системот се само надградува, нели се правиме ни artificial intelligence имате во софтвери, во ова информатичко општество, се учи сам од себе системот. Точно, истото го прави и човекот, значи на база на претходно или генетски пренесените информации се градат нови информации. Па на 1 месец веќе информациите се зголемиле, ама се искористиле овие појдовни невронски врски. Некогаш се користат, некогаш не, нели? Но сакам да кажам, акумулираното искуство од 1 месец, како што изгледа на сликава, кога сме дошле до 3 месеца, ние сме го искористиле едниот акумулираното искуство од овие енграмски врски, што значи богатството, овде ќе кажам, ајде, богатството на движење оформено особено во периодот на детство е многу битен за општо кажано здрав развој, но е битен за надоградување на нови движења. Значи оние кои што се искусни во движењата, кои што се сретнале со голем број на движења, создале голем фонд на движења и тој фонд на движења може да го користат како база за создавање на нови движења. Значи тоа е целта. Нели, ако знаете некој јазик странски 5 зборчиња, вие многу тешко ќе ви биде за да понатаму го усовршите јазикот, но ако знаете поголем број на фонд на зборови ако имате, тогаш едноставно нели се полесно ќе биде да стасате до некој академик левел, академско ниво на зборување на тој јазик. Истото е и со
движењата и оваа теорија вели дека нели се воспоставуваат вакви енграмски врски. Има ли некој прашање во однос на ова? До тука. Супер. Постои една теорија која што вели дека дефинирана како нелинеарен педагошки процес, бидејќи ова е претходно што го објаснив е нешто слично како зависноста на срцевата фреквенција со интензитетот до анаеробниот праг. Нели линеарно се зголемува. Ако дадеш ова, ќе добиеш нешто друго. Павлов ефект со кучето по запознавање на општество и природа или како и да се вика предметот сега, ви текнува на примерот каде што Павлов му давал на кучето храна и палел сијалица. Тоа се у теорија на условени рефлекси се нарекува. И одреден период ја користел сијалицата во исто време кога му давал на кучето храна. Приметувал дека нели кога давате храна се лачи плунка. После одреден период не му дава храна на кучето, но пали сијалица, повторно се лачи плунка. Значи движењето. Она што се одвива, процесот е автоматизиран и со самото тоа дека ќе добие светлост, сијалица, кучето најверојатно очекува дека ќе добие храна и почнува да се лачи плунка. Значи тоа се условени рефлекси или условените рефлекси се може да ги крстиме како моторички навики, учествуваат во процес, се добро научени моторички навики. Имаме безусловни рефлекси кои што се предаваат со раѓање, значи со генетика, па цицање, нели шаблон некој за дишење, бидејќи нели мускулите се тие кои што прават супритисок во намалување притисок во белодробјето за да може да влезе воздух, но сепак има движење, значи мускулот за да има движење, а и во белодробјето има движење, некој треба да го зададе како задача тој шаблон или тоа движење и тие работи се пренесуваат генетски, тие се безусловни рефлекси. Но овие новите движења кои ги учиме се условни рефлекси, значи наставникот кажува ајде сега пробај, условува или вели нема да поминеш на испит додека не научиш да го вртиш јазеницето на овој начин. И тоа е веќе дете, сватете го така некој вид на условување. Но оваа следнава теорија што повеќе се конципира и истражува, се однесува на тој нелинеарен педагошки пристап, каде што нема условување, него го оставате системот сам да се снајде во решавање на задачата или преку решавање на задачата се апгрейдува. Например, наставникот само кажува врти го јаженцето и не дава никакви насоки. И што е по-добро според вас, кога се задаваат насоки или кога не се задаваат насоки? Што мислите? Ајде уште еднаш. Едно примерче, треба да научиме ново движење и дали да го расчлените движењето во многу предвежби или да му дадете на човекот да проба веднаш. Да се дадат насоки. Да се дадат насоки, добро. Полесно ќе ни биде да дојдеме до главната цел, ако го научиме поединечни движења. Исто како во гимнастиката што правиме предвежби за да стигнеме до некој елемент. Така за секој движење фактично. Добро. Јас мислам дека треба прво да проба, па после да му се даде постепено да учи. Добро, интересно. Некој друг? Не кажувам ја што мислам или што кажува така науката по последно време, туку чекам прво мислење од вас. Некој друг? Twin Peaks, Twilight Zone. Испитно прашање. Еве едно испитно прашање. Ај вака, ќе погледнем едно видео и на крајот ќе одговорам, а може сами сами ќе разберете. Само да кажам дека оваа теорија се однесува на принцип кој што е, како што велува и Слајдов, базиран на ограничување. Ограничување е малку специфичен збор, мислиме дека го ограничуваме човекот, но не, во она што он може или во она што е ограничен сам од себе, ние пробуваме да интервенираме или самиот да интервенира да го подобри движењето, да ги подобри работите во однос на оние, значи ги користи ограничувањата како
позитивно нешто. Делу апстрактно, ама ајде, ќе може понатаму да можеби ќе стане јасно. Има многу подкасти кои што може да се ислушаат во однос на ова. Значи, учење со ограничување наспроти линеарно учење. Имате, чекај да видам со звук. Ај ќе пуштаме звук, да. Environment where there is limited solutions and are Дали се слуша звукот? Да. Океј, ќе го пуштам. Ако не е јасно, ќе прашате, а ја ќе да објаснам. explicitly taught. We give players the Чекај. how. Compare an isolated activity with a constraints-based activity, using the theory of affordances to underpin our justification. Значи, ги видовте, морам да прекинувам. Само да го To напишем underpin our целото. justification. Океј. Ова се двете прашања што ги поставив. Значи, дали да го изолираме движењето со предвежби или да искористиме нешто друго и да дадеме некој друг момент на изведување на движење. Еве, не прекинувам веќе. In this video, we'll compare an isolated activity with a constraints-based activity, using the theory of affordances to underpin our justification. Just so we're all on the same page, isolated activities are activities or drills repeated within an environment where there is limited solutions and are explicitly taught. We give players the how. Constraint-based activities are activities designed through the manipulation of environmental, individual, and task. Ајде. In this video, we'll compare an isolated activity taught. We give players designed through the manipulation of environmental, individual, and task constraints to develop implicit emergent behaviors. Here is an example of an isolated ball mastery activity, using Значи- cones and poles Значи, ова е as points of reference. Ова е изолирано, он така ги крстува изолиран, ја би го рекол линеарен метод, каде што пробува преку специфични задачи да ги научи дечињата за одредени движења во фудбалот. For movement. In this activity, Second players year. have been asked to dribble the ball around the poles without hitting the cones. Значи само The со aim is десна to get нога. around all poles as quickly as possible. Значи само со десна нога да оди околу стапчињата, од чуњ, значи веќе задава некакви има задачи, им задава задачи и со тоа дечијата би требало да се адаптираат и да научат да го изведуваат движењето или да ја водат топката, но приметувате дека има задачи тука. Задачите се го лимитира просторот, им побарува поголема брзина да има, побрзо направи го, побрзо, ама просторот го лимитира. Значи може да се користат и вакви работи, но може да се користат на некој друг начин. Players Како? have been given explicit instruction to keep the ball close by taking a touch every step and to only use the right foot. Значи само десната нога да ја користи и да биде што поблиску. Ultimately, what we can see is players perceiving and acting with reference to the poles and cones and also the explicit instruction given by the coach. Ако може да видите, Both не има things нешто which are интересно. never present in the game. Значи ова не е во Here's an игра. example of a constraints-based ball Никогаш- mastery activity. Морам да прекинам. Овој претходниот пример никогаш нема да го видите во игра. Зошто? Затоа што ваква не е ваква играта. И сега ние го делиме движењето го делиме играта или движењата во играта на некои, да не одговорам на прашањето што го поставив претходно, го делиме во многу активности за да стигнеме до целта која што се вели игра. Using an opposition player as a point of reference. Значи, In this Ovdje- activity, players are split into овде задачата во следново немаме чуњеви, туку задачата ќе ни биде да нешто правиме со противничкиот играч. Значи, приметувате, противничкиот играч не е сталка, не е чуњ, не е нешто статично, туку ќе видите сега што е. Задачата е да, мислам дека треба да го допре. In this video, we'll Само да compare an вратам назад. isolated activity with a constraints-based Значи, activity. задачата е дека Using треба the да го допре играчот, колку In што this знам, activity, players are split into two roles. успат One person is a попатност да води tagger само со and the десна other a нога. runner. The aim of the runner is to avoid getting tagged for 15 seconds. The aim of the tagger is to tag the runner. Both players must be in possession of a football. The environmental and individual constraints stay the same. The task constraints have been manipulated. The size Ќе објаснам.
Бидејќи да брзо ја ги имам слушано неколку пати. Значи, задачата е едниот брка, другиот бега. Но и двајцата водат, мислам дека е само со десна нога. И сега може да приметите дека нема ограничување во просторот, нема ограничување во времето, е можеби 15 на секунди, како што кажува дека треба за 15 секунди да му побегне или да не го фати, или овој да го фати за 15 секунди. Но кога се зборуваме за constraints, значи ограничувањата кои што се тука, поставени се всушност индивидуалните ограничувања, ние не ги поставуваме. Секој се бори со своите индивидуални ограничувања и пробува да го подобри движењето или да излезе од тие своји ограничувања кои што постојат. Значи, затоа и теоријата се нарекува constraints approach или метод на пристап со ограничување, ако преведам, ама како constraints можете да го видите и да го најдете ако гуглате. Дали имате некој прашање во однос на ова, затоа што ќе премине во нешто друго, па за да го објаснам. Дали е јасно и дали е јасна разликата помеѓу претходниот пример на вежби и овој пример на вежби? Дали тука има чуњеви, дали тука има дали ја разбравме задачата која е тука и која е задачата во претходниот пример? А целта би требало да биде иста, да научи да води топка со десна нога. As the playing field, the number of players, the limited use of goals, and both players having a ball, along with the rule change of not being able to tackle and rather having to tag. One key to the motor learning theory that we have discussed is affordances. These are opportunities for action within the environment. Importantly, the learning is in finding these opportunities for action or becoming attuned to affordances. Значи, само да не ми кидне видеото, ги користиме, се вика constraints leading approach, значи нашите ограничувања, но имаме можности, всушност, преку воочување на тие ограничувања, ние наоѓаме одговори. Самостојно наоѓаме одговори за да може да го решиме движењето. Извинувам за... In this video, we'll compare because the environment isn't dynamic in nature, there is a limited need to search, Значи лимитира limiting the на use of the првото видео. perceptual system and ultimately limiting the amount of learning opportunities. Ги лимитира движењето In на the учење. constraints-based Можностите activity, за учење. the environment players are placed in is dynamic. There is a tagger present that acts as pressure. Players are given freedom to use any type of ball control, and you can see different uses of the foot, different sized touches, different body positions, and even varying uses of speed. They are constantly searching for opportunities within the environment to act. The perception... Ова е најбитното што го кажа. Значи, при вакви вежби за давање, дечињата, еве нека биде дечиња тука, се во постојана потрага по решение. Значи, во постојана потрага по решение. Тоа е идејата. Ние сами да научиме да најдеме решение. Значи, и бевте на скијање, вас не ве научи инструкторот, иако јас сум инструктор, ја кажам, ја не можам да ги научам студентите или клиентите да скијат, они се учат сами. Но ние само помагаме во тоа да биде поефикасно, да најдеш начин и да не му кажеш, добро, сега некогаш во скијањето ќе има скијање можеби на една нога, и ајде сега денеска ќе учиме само скијање на една нога. Не, тоа е статичен момент, тоа е изолиран момент. Но ако ги однесете на терен каде што е пострмен, тогаш сакали или не, горната нога ќе има помала тежина. Значи тежината ќе биде пренесена на долната или на надворешната скија. Нели? Значи со вклучување на некои вакви задачи кои што можат и од надворот, environment, од природата, од околината да влијаат, вие можете да ги доведете во некоја, нели, состојба каде што сепак сами треба да дојдат до решението. Тоа беше целта на една од главните моменти на задачи, така дефиниции или разлики помеѓу овој статички, изолиран метод на учење и овој метод каде што нема изолација, туку го оставате детето само да се снајде perceptual system is highly active при as the решавање. players move away or towards their opponent. Ultimately, the point of this video is to provide justification for constraints-based learning. Супер. Значи, идејата беше да направиме една разлика што значи преку тој линеарен и нелинеарен метод. Значи, сега задавам
Ајде, доколку го расчленувате движењето или не го расчленувате движењето. Ајде сега се вратиме на одговорот. Уште еднаш, да го кажам јас или ќе можеме да дефинираме кој е подобар метод при обучување на движењата? Со задавање на предвежби или директ? Директ. Сега излегува дека е директ. Препораката од искуство и од она што можам да најдам доколку не е опасно движењето, секако, дајте нека проба. Тоа е најдобриот метод. Затоа што ако вие му кажете не, чекај сега, не пробувај ти, прави го првин ова. Го лимитирате или ја лимитирате, значи дечињата ги лимитирате, нека биде за дечиња сега бидејќи оформуваат голем број на движење. Ги лимитирате во нивните можности. Доколку им дадете шанса да пробаат, тогаш тоа е игра, преку игра они сами ќе се наместат, сами ќе најдат решение за тоа. Ако понатаму бараме перфекција и со тоа гимнастички движења некои, тогаш да, тука може да интервенирате на некој начин кој што од искуство, од книга, од наука и слично ќе кажува дека е многу подобар или може да го одберете за да бидете добри во тоа што го, нели, да ги научите да го изведуваат движењето. Секако, ако не оди, бидејќи секој има своји индивидуални капацитети, а имате задача да научите некого или има потреба клиентот да научи нешто, тогаш го расчленувате движењето. И тогаш правите применувате некој аналитички метод и велите, ајде сега ќе пробаме само ова движење, како што ние со јаженцето пробувавме кога не одеше. Ајде сега ќе го пробаме само друго движење, па после ќе го споиме движењето и така ќе го лепиме. Но најдобар начин е да се даде директно, да се нарекува ајде директен начин нека биде, во синтетички метод. Тој избор го барам, значи синтетички метод, пробај веднаш. Нели? Океј. Чисто каде се појавувам како се препознава автоматизацијата или автоматизирана моторичка навика, дека има движењето е постојано, стабилно, може секогаш да го повикаме, многу пати го кажав и за моторички навики, координација најверојатно веќе нема да зборуваме до крај. Но е битна тема и затоа постојано се споменувам. Да има варијативност во движењата. Се на овој слайд се она до сега што беше кажано, значи како треба да изгледа движењето од левата страна. Имам некој план како го изведувам движењето, приметувате дека сум во получучнување. Па после кога ќе се направи некоја корекција или фидбек, имам повторно некој план, резултат 2 вели да подобро, ама не е сепак толку исправено движењето, коленото, значи повторно сум во получучен и да не должам после многу корекции или неколку се доаѓа до она што ни е потребно. Значи, ова објаснува каква е таа фидбек врска, за да може да се оформи движењето. Да, низ кои фази? Ова е описно, но ние ќе го користиме на генерализација и радиација, концентрација и автоматизацијата за испит нека биде. Но сепак се однесува на истото и овој да, според Николс, затоа сакам да кажам, сум сакал да кажам дека и повеќе автори го користат сличниот принцип. Што може да се извлече исто така како заклучок, не само дека што се случува со движењата, туку од она што пробав да го кажам, може да се исклучи, да се така би сакал ја да донесам заклучок дека ние сами си задаваме команди или некој во нас задава команди за да може да се научиме да изведуваме некој ново движење. Што поголем број на движења, што поголем број на условни рефлекси, што поголем број на формирање моторички навики, ова е генерално исто, значи што поголем број на асимилирани движења или ајде, што поголем број на фонд на движење, што сакате да одберете од ова што го кажав? Акумулиран фонд на движења, голем број на движења акумулирани во некој фонд, значи што поголем е тој фондот на движење, тогаш усовршувањето на новите движења е полесно. Тогаш вие имате богатство од движења кои што може да ги искористите во нешто друго.
Па има многу примери, например Агаси, Навратилова, Херман Мајер, скијач, кои што претходно се занимавале со многу спортови. Меѓу другото, Мајер се занимавал и со скијање, но кариерата ја започнува професионалната кариера на многу по стара возраст отколку неговите колеги кои што почнале со 10, 11, 12 години да се надпреваруваат. Он не, имал некои надпревари, но не професионалната кариера започнува на повозраст, но претходно имал голем број на спортови со кои што се занимавал и можно е дека тоа најверојатно му помогнато за да биде успешен и во спортот во кој што го одбрал. Секако најверојатно имал афинитет и имал некој талент за тој спорт. Но оформувањето на што поголем број на движења кај дечињата е една од основните работи кај нас, даскалите по физичко. Постои трансфер, значи тоа кажа, постои трансфер од едно движење во друго движење. Како што ја покажав сликата со новороденче до 24 месеци, но слична е сликата ако продолжите понатаму до старост. Секогаш се акумулираат и се создаваат нови енграмски врски. Слайдов супер кажува дека она што го поминавме во сала со јаженца, најверојатно многу повеќе допре до вас отколку оној часот за координација што беше еден. Затоа што во сала, кога ги изведувате движењата, помните од прилика 90% од она што ќе го направите. Со самото слушање и неактивно учество, како и кај видеото со дечињата со чуњевите, значи на првиот слајд е така некоја задача лимитирана, а вториот слајд тој мора да најде решение за да го реши, за да ја изведе задачата. Така и ние кога ги изведуваме со движење, со тело кога ги изведуваме работите, тогаш многу повеќе учиме отколку само со нивно повторување, читање, слушање и така натаму. Многу интересно примерче, не го прекинувам, како што се случува при совладување на нови движења. И сега ќе го оставам видеото да тече, еден краток метод како се учи движење, но најбитно е на крајот што се случува. Задава некои задачи. Takes great big steps on that jump. 5, 4. Kangaroos, they ride like this. Се е преку метод на игра. Lovely, and your brakes. Whee! That's it, we'll get it started. Very easy. The right pedal goes on the right side. Hand on there. Значи учествуваат и они во целава постапка. And magically, Не ги лимитират со tighten it ништо. up. Done. Tighten it up. That's it. Pedal on. Little wiggle. That's good. Right, do you want to put your foot on there for me? That's it, and give it a scoot when you're ready. Look where you're going. Look at the horizon, off you go. Wow, look at you go. Put my hand on your back, I hold you like that, and then you put your feet on the pedals. Okay, you ready? And then look where you're going. I want you to just pedal. Off you go. Let go of your brakes and off you go. 1, 2, 3, go. Pedal. You're going to pedal. That's it. And stop. Brakes. You do the wobbly bit. You wobble. Can't wobble anywhere. You're not going to go anywhere. Keep your brakes on. Put your feet on the pedals. That's it. And I've got your back and I've got your side. There you go. Look where you're going. It's all clear. 1, 2, 3, go. Let go of your brakes, off you go. And stop. Look how far you've ridden on your own. Wow. That's a long way. Should we see how many paces it is? 1, 2, 3, 10 paces. Back this time. Your little handle, you've got a handle growing out the back. And I'll hold the bike, feet on the pedals. Look where you're going.
After 3, you're going to let go of the brakes and you're going to pedal off. Okay? 1, 2, 3, go! Let go of the brakes, off you go. Fantastic. Wow! She's off. Bye-bye! Send us a postcard. Isla! Woo! Look where you're going. After 2, you're going to let go of the brakes. 1, 2, 3. Go! Let go of the brakes. Off you go. Wow! She's off. Намерно го стопирав во овој момент, затоа што и сами знаете кое е уживањето од кога ќе научите некој ново движење и какво е чувството од кога ќе го научите. Во овој пример многу е супер објаснето, приметив се дека не го допира велосипедот воопшто, значи задада некои предвежби бидејќи се работи за сложено движење кој што може да биде опасно, но во еден ден успеа да преку интересен начин, преку игра, да го научи девојчето како да да вози велосипед. Круна на целото тоа е оваа насмевка, а пристапот е дека му овозможи на девојчето само да се научи. Тоа е целта на приоформување и изучување на новите движења. Јас во овој дел имам толку, не споделувам веќе екран и сакам да проверам дали имате некој прашање, дилема или нешто што е поврзано со оваа тема. Повторно сум сам, Владко ни е тука, го гледам. За филмот да ве прашам како се викаше што го пуштивте. Кој што... Аха, да. Ќе видам дали го има некаде. Да, тоа е тој. What the blip do we know? Са постерите се многу, ама тоа е тоа. What the blip do we know? Океј. Да, има и сега не сеќам, мислам дека имаше и уште некои други. Може да пробарате во овој дел интересни моменти, интересни видеа. Мислам интересни документарци за што всушност се случува со нас луѓето, што правиме, како совладуваме движења, што се случува на ниво на централен нервен систем и така натаму. Океј, дали имате некој друго прашање? Професоре, значи и двата начини на изучување на некое ново движење се добри, така? Тоа заклучува. Па, вака би го преформулирал, не дека не е точно ова што го кажуваш, но јас би го преформулирал, би дал друга една конотација кон оној вториот дел, колешката што кажа, а мислам дека и го споменав. Секогаш кога се учи ново движење, дајте му нека проба на детенцето, дали може да го изведе тоа движење. Значи сега, така, ајде, да додефинирам. Дајте нека проба, ако не оди, тогаш пробајте да помогнете со некоја мала интервенција. Не да трнам веднаш во двочекор, значи обука на двочекор, да го расчленувам движењето. Зошто? Нема потреба. Можеби некој има потенцијал тоа да го направи сам или сама. Едноставно давам со само презентација, презентирам, давам и кажувам пробај. На тој начин не го лимитирате детенцето да размислува и да едноставно му оставате да се раководи според своите системи кои што постојат. Тоа е најверојатно брзо учи. Разбирате? И сега вие кога го лимитирате со движења, со предвежби, тогаш нема логика во тоа. Вие го лимитирате и него ќе му биде досадно и неговите капацитети не се подобруваат. Затоа што со секое изучување на ново движење ние правиме апгрейд на системот. Значи нешто ново искуство е добиено.
Така ме разбираш, Христијан, во овој дел? Да, професоре, Сега, ако не оди, доколку не оди, тогаш да, го расчленуваш. Но еве, по логика на нештата, кај девојчево со инструкторот за велосипед, значи тој знае дека движењето е опасно, не може да го пушти веднаш, девојчето ќе падне, не може да одржи баланс. И сега што пробува? Си игра за балансот. Првото основно нешто е кај велосипедот да го научи балансот. И всушност, кога го учи балансот после педалирањето, доаѓа некако едноставно. Но суштината, битниот сегмент, носечката карика во учење на велосипед е балансот. Така да движењето биомеханички е многу слично доколку го работи, го изучува возењето на велосипед без педали и со педали. Нормално тука нозете се вклучени, но на она ниво на централен нервен систем тогаш е многу слично, затоа што вие треба да направите шаблон како да го држите баланс. И сега може да се каже дека тој претходно даде некоја предвежба. Но таа предвежба е сепак многу слична и е всушност носечката, да го одржи баланс. А нормално задаваше и некои вежбички, како што се ајде сега како кенгур, ајде сега како жаба или што беше тамо нешто со наџињата, за да биде интересно. Така да, затоа велам на некој начин точно, но најубаво е да се проба да се даде движењето први во целост да се изведе, понатаму да се анализира, мислам аналитички пристап да се одвојат ако треба некои моменти кои што не влијаат. Така да се надевам го потврдив тоа што го мислиш. да, по ред ти говорам. Молам. Имате ли некое друго прашање или коментар? Добро. Доколку нема, тогаш останува дека во петок ќе се видиме. Дали има проблем ако го направиме предавањето малку порано во петок? Не. Професор искрено ни одговари порано да биде. Ајде. Полагаат гимнастика од 11, така да мислам им одговара. Добро, може да биде во 8. Може. Супер, Мене ми одговара. одлично. Одлично. Петок во 8 часот ќе пишам кога ќе го поставам ова видео. Океј. Ако нема ништо друго, имајте пријатен ден, се слушаме. Ајде, фала. Пријатно. Пријатно. Професоре.